Главниот претседател на Уставниот суд Сале Мурати има една куќа и два стана. Тој и неговото најтесно семејство тежат повеќе од 200.000 евра. Ова го покажува неговиот анкетен лист, предаден во антикорупцијска. Тој како личен заеднички имот има пријавено куќа во село Врапчиште, вредна речиси 90.000 евра, еден стан во Скопје, вреден 56.000 евра и уште еден во Гостивар, процент на 40.000 евра. Како имот на сопругата пријавил златен накет, вреден околу 6.500 евра. Подставката имот на деца има пријавен еден автомобил од 8.200 евра, како и еден свој со цена нешто помала од 1.500 евра. На име побарувања пак пријавил 7.300 евра, како и долг од 4.200. Анкетни листови вредни 1000 евра, ама недоволни за да се откажат од високите плати на 1.500 евра. Отсуството на солидарност кај судиите предизвика бура реакции во јавноста. Најголем број од граѓаните сметаат дека Уставниот суд донел срамна одлука да се стопираат уредбите за минимални функционерски плати. Инсистираат другиве да се откажеме, зашто не би се откажали? Нели е тоа најосновно дека прво они треба да дадат пример да се откажат, па после ние да се откажеме од се? Тоа е дискутабилно, секој тргнува од свој аспект, нели? Ако идеме на некоја хуманост, би требало нешто да дадат, не мора да се откажат целосно. Би требало да дадат нешто, секој, не само функционерите. Да се некако помогне на тие што се посиромашни луѓе. Секако дека ќе помогне, можда не целосно, али нешто ќе помогне веројатно. Владините функционери пак нема да се откажат од целата плата, остануваат на ставот дека ќе земеле минималец, како што предвидуваше владината одредба, а останатите пари ќе ги донирале во фондот за справување со COVID-19. Сметаме дека солидарност е клучна за справување со секоја, па и оваа криза, и дека сите ние веќе се согласивме и го утврдивме тоа дека сметаме дека е добра мерката, нели, минимална плата, така да во таа насока секако кога ќе биде, кога ќе добиеме платата и постапувањето наше понатаму ќе биде во таа насока на солидарност. Уставниот суд одлучи да поведе постапка за испитување на законитоста на 3 владини уредби со законска сила, донесени за време на вонредната состојба. Истовремено донесе времена мерка за стопирање нови уредби, додека не се донесат нови одлуки, што значи дека и самите тие, наместо минимални, ќе се земаат цели плати.